Ставот на Бугарската академија на науките дека официјалниот јазик во Република Северна Македонија е писмено регионална норма на бугарскиот јазик продолжува да ги бранува релациите меѓу Скопје и Софија. Пораката од највисоката научна институција во соседната земја дојде како реакција на повелбата за македонскиот јазик, што на 3 декември ја усвои собранието на Македонската академија на науките и уметностите. Зошто БАН реагира на овој начин, ќе разговараме со академик Виктор Фридман, светски признат лингвист и славист, кого го имаме на видеоврска во Чикаго. Добре дојдовте во 360 степени. Академик Фридман, што е тоа што толку многу ги вознемири бугарските академици за вака бурно да реагираат на повелбата за македонскиот јазик усвоена од МАНУ? Па тоа е стара приказка. Во 79 година направила истата работа. Во 99 година, кога признавале за прв пат македонскиот јазик, признавале само литературниот јазик. Значи, ова е истата работа што повторуваат. Зошто? Повелбата, самата повелба беше да каже дека македонски јазик постоеше и постои со сите негови дијалекти. А тоа беше заради Преспанскиот договор, каде што не беше јасно како ќе се третира егејските дијалекти на македонскиот јазик. Што? Бугарите сакат сите да бидат бугарски. Значи, според вас во тоа лежи проблемот, односно причината за реакцијата од Софија? Апсолутно. Ова ние сме, да кажеме, во 30-тите години, кога Бугарија сака иредентизам. Тоа е, за жал. Може би безпредметно ќе звучи, но морам да ве прашам, има ли сепак некаква основа за ваквиот официјален став на Бугарската академија, дека официјалниот јазик во Северна Македонија е, како велат, писмено регионална норма на бугарскиот јазик? Нема ич. Тоа би било како данците да кажете дека норвежите зборат на писмена норма на данскиот јазик. Или шведците да кажат дека норвешки е писмен шведски. Мислам, нема врска. Македонскиот јазик е сврсто врзан со западните говори, со елементи од источните говори, исто така од другите говори и така, мислам, бугарите, тоа е како јазичен империализам. Тоа е. И не само спрема Македонија. Тие бугари сакат цела источна Србија исто така во нивните атласи. Разбирам. Косово, дел од Албанија и така натаму. Како според вас би требало да се постават во оваа ситуација македонските научници, па и македонската држава? Па, мислам, треба да се држи на европските принципи, дека секоја држава има право на своите јазици, на науката. Мислам дека егејските македонски говори се македонски, тоа веќе е основано од крај на 19 почетокот на 20 век. Тие се викаат егејс, мислам, македонски говори, мазон, например, мауецки, облак и така натаму. Дали ова што го зборувате е прифатено, нашироко прифатено од светската научна лингвистичка мисла? Апсолутно. Нема универзитет, мислам, во цел свет, може би со исклучок на ако има некој бугарин во некој универзитет надвор од Бугарија, тој бугарин ќе биде како другите бугари. Затоа што такви се, за жал. Вие би можеле од многу пообјективна позиција да го гледате овој условно кажано спор. Има ли македонската јазична норма доволно елементи за да кажеме дека на доволен начин се разликува од бугарскиот стандарден јазик? Да. Тоа сум држал предавање за таа тема. Дури моето пристапно предавање во МАНУ беше баш за таа тема, разликата меѓу бугарски и македонски. Разликите се на секоја
секое лингвистичко ниво, значи фонологија, морфологија, синтаксис, семантика, било што има разлики меѓу бугарски и македонски. Дури моите пријатели кои што многу добро разбираат бугарски и знаат бугарски добро, кога слушаат македонски, ќе ми кажат: "Абе Виктор, ова е друг јазик, не го разбирам." Мислам, има доста разлики меѓу македонски и бугарски. Човек кој што нема, да кажеме, македонски или бугарски за мајчин јазик, ако знае еден јазик, нема да разбира другиот. Ние, кои што знаеме многу добро македонски, можеме да разбираме нешто бугарски, тие можат и кај нас. Исто како скандинавците, шведците и норвежите зборуваат меѓусебно, секој на свој јазик, но никој не каже ти зборуваш на мој јазик. А само дека се разбираме. Уште нешто да ви кажам. Кај дипломатите во Норвегија и Шведија, јас го знам тоа лично, тие немат преведувачи и тие се гордеат од тоа што се разбираат секој на свој јазик. Ме разбирате? Но сепак не ги спорат, не го спорат постоењето и разликата меѓу своите јазици. Никако. Добро, ви благодарам што еве со овој ваш став скромно придонесовте во оваа дебата која што денови се води на релација Скопје-Софија. Мило ми беше. Ви посакувам пријатен престој во Чикаго и ве очекуваме повторно во Скопје. Фала, ќе дојдам. Фала. Останете на Алсат, по паузата е саботажата.